Еве и се таа слика. Еве го подрумчето тоа со водот, како извадена водата. Калта од подрумите сега е само слика во мобилниот телефон на Маријан Ѓорѓиевски, кој вознемирено сведочи за поплавите кои пред еден месец го погодија скопското село Стајковци. Пред 20 на дена, Ѓорѓиевски го стругаше паркетот надевајќи се дека набрзо ќе може да го исчисти својот дом. Но набрзо потоа открил дека калта навлегла под паркетот, па сега реновирањето е отежнато. Ноќите наместо во брачен кревет веќе еден месец со својата сопруга ги поминува на душак. За сега само подрумот е целосно исчистен, а неговите автомобили повеќе не се во возна состојба. Право да ви кажам, после месец дена многу тешка и напорна работа, многу сме уморни, така разочарани, изгубени, имаме волја, морал, све имаме изгубено, И знаеме дека никад нема да се врати тоа како што е било. Ѓорѓиевски додава дека секој нов дожд го вознемирува. Па не да стравуваме, сега да врне во Гевгелие или во Тето, ние ќе пазиме дома. Синоќ ќе почна малку да врне и одма излегувам надвор, дежураме. Сега сме многу исплашени, Мада се и да дое мала вода, пак ќе не поплави. Нема, патот е направен е многу малку колку да може да газиме, да може да поминуваме, иначе не е направено ништото. Слична е состојбата и во домот на Јовица Стојановски. Пред 20 на дена неговиот дом беше речиси целосно уништен, но сега, по втор пат годинава, инвестира во реновирање. Мирисот на влага и кал сега е заменет со мирис на тазе малтерисани и варусани ѕидови, кои поради влажното време со денови не може да се исушат. И се од почеток. Само што останаа страничните ѕидови. Инаку другото се прави ново. Оваа улица беше една од најпогодените поради близината на обиколницата. По обиколницата, покрај овие ниви и оваа улица број 21 во Стајковци, е патот по кој што надоаѓа водата по секој поголем дожд. Жителите на оваа улица на секој дожд стравуваат од можни нови поплави. Поплавата на 6 август не е прва за жителите на Стајковци. 20 други што беа постари. Јас сум 5 пат поплавуван. Да. И така да више поминала секоја страв. А таа главната улица исто е висигна и нема водата кај да иде. Улична атмосферска ова одвод немаме. Да. И затоа викаме тоа е проблематично, да. Сега имало некојаш 30-50 сантима метро и така натаму, да. Сега ова беше најстрашното до сега. Само 2 куќи од оваа улица досега добиле авансно обештетување од државата во вредност од 500 евра. Бирократските лавиринти ги принудија граѓаните да се позајмуваат за да можат да го способат својот дом за живење. Па се снаоѓаме од пријатели, роднини, комши, сите помагаат, се работи. Иако навидом животот во Стајковци се враќа во нормала. Реално, уште многу месеци се потребни за жителите да си го вратат барем делумно животот по стариот колосек.